Добро вечер. ЕУ Карванот е на половина од својата екскурзија низ Македонија. Ова е 15-тата станица. Тргнавме во средината на мај, досега посетивме 15 општини. Во секоја од нив ги дискутиравме европските перспективи. И разгледувавме како граѓаните да ги практикуваат европските вредности и да ги применуваат европските стандарди. За ова ќе дебатираме и вечерова во градот домаќин, градот на лозата, виното и добрата капка. Добре дојдовте во Кавадарци. Пред да ги чуеме размислите на нашите вечерашни гости, да го чуеме гласот на кавадарчани. Колку кавадарци наликува на европските градови? Мислам дека наликува добар е, оде напред, оде кавадарци. Па се оде кон тоа, се оде полека. Центарот може би малку, али периферијата, пак е тоа така. Паркет плата ја во гледа сето кај сака паркира, кој кај оде. Кавадарци во последниве 10 години доживува доста голем подем и во поглед на изградба и комунали, во поглед на средување на институциите, така да мислам дека можеме да се доближиме до европскиот дел. Кои се вашите очекувања доколку Македонија утре стане членка на европското семејство? Ја мислам, че имаме подобра перспектива, подобар живот. За младин, таа е нисни пензионери, више не е многу битна. Че имат винарски визби пари, тогаш да ни платат. Сега пред 2 години гројсте ни е платено. Поголеми пензии, поголеми плати, повеќе вработување. Мислам дека ќе биде подобро за народот, нешто ќе се измене и у државата, и у финанси, што вика они, и за работа нешто ќе се посреде нешто. Во секој случај би требало да биде подобро, али да се запознат повеќе на младините и така, да се стабилизира оваа економија. Што значи за вас Европската унија? Европската унија значи средена држава, убави услови за работа и среќно население. Добро вечер за градоначалникот Александар Панов, ликовниот уметник Симон Шемов и бизнисменот Ванчо Настов. Господа, ако од 1 до 5 ја оценуваме европската перспектива на Кавадарци, која би била оценката? Значи, јас секогаш сум така малку резервиран во моите оценки и секогаш ако треба да се даде највисока оценка, би почнал прво со некоја една помалку за да има кон што да се стремиме и мислам дека не само јас, било кој што би дошол на моето место, никогаш не би си ставил петка, затоа што ако го достигнеме тоа петка, тогаш нема кон што да се стремиме. Така што секогаш една оценка ќе оде подобро. Шемов, престрог ли е градоначалникот или реален? Па, јас мислам дека воздржаноста е секогаш квалитет. Вие како ја оценувате европската перспектива на вашиот роден град? Јас мислам дека овде ќе има една почва која треба да се респектира. Ние, значи, припаѓаме на Европската унија географски, културно, историски. Ако треба да спомнам нешто од сето тоа, ја би кажал дека Кавадарци припаѓа на една култура која може да се види на повеќе места од повеќе временски перспективи, како што е да речеме римскиот период, најголемата колекција на манихејска култура што воопшто постои во Европа, тоа е во Кавадарци и во Неготино. Имаме споменици од мојата област, сликарство и архитектура од 11 век дури и 14 век.
Потоа, ако треба да кажеме за современието, тоа ќе кажеме дека мораме да кажеме дека најсериозниот представник на доносител на европска традиција во Македонија е од Кавадарци Петар Мазев, современа уметност, а понатаму кавадарчани, Друштвото на ликовните уметности на Кавадарци, заедно со мене, направија продор со една нова традиција која е актуелна дури и сега, тоа се ликовните интервенции и сето она што е модерно и авангардно се уште во светот. Така, градоначалникот беше реален, малку воздржан оптимист. Шемов кажа краток историјат на Кавадарци од аспект на културата и уметноста. Кога станува збор за бизнисот, Насто, вие сте представник на Синалко Кожувчанка, каква е европската перспектива на вашиот град? Добро, европската перспектива на нашиот град, мислам дека е малку, ја би отишол со малце по-оптимистичка бројка, барем 2. Градоначалникот беше прескромен, ако можам така да кажам, заради тоа што ние веќе имаме некои одлични на европски град. Посебно во оној дел на бизнисот кој што е електромашинската и другите делови од индустријата, иако сме познати како град на лозарство, се разбира, тоа е така. Мислам дека Кавадарци има добра перспектива, посебно во индустријскиот дел, заради тоа што веќе повеќе од 50 години ги ја негува едноставно традицијата, техничката култура помеѓу младите. Тоа неминовно ќе допринесе кон уште подобра индустриализација на овој град, подобра економска перспектива, а со тоа неминовно и подобра европска перспектива за град. И сега во Кавадарци се сконцентрирани некои од најголемите фабрики од тешката индустрија. Градот има процент на невработеност двојно помал од државниот. Почитувани гледачи, вие ја следите во живо емисијата EU Caravan низ Македонија. Поканети сте да земете учество и вие преку нашиот Facebook профил EU Caravan низ Македонија, да поставите прашање и да дадете свој коментар кој ќе го објавиме во текот на емисијата. Со нас во Домот на културата во Кавадарци се и група граѓани на Кавадарци кои ја следат емисијата во живо и ним ќе им дадеме шанса да ни се обратат. Градоначалник Панов, колку пари од европските фондови може да искористи Кавадарци за развој на градот, за најважните проекти и кои се тие? Па, ние прво сме насочени самите на себе, односно на својата сила. Се водиме од филозофијата дека секој може да ти помогне ако ти самиот си помогнеш на себе. Меѓутоа, овие користењето на европските фондови сум го наследил и го продолжив. И мислам дека таму каде што сме аплицирале, може би сме аплицирале со многу повеќе проекти, меѓутоа секогаш сме добиле 1, 2 или повеќе проекти. Јас би сакал во оваа прилика да спомнам дека кејот на реката Лудамара, кој што е еден од најдобрите во Македонија, го направивме исклучиво со финансии од Европската унија. Тоа беше проект, како проект наследен од претходната локална самоуправа, меѓутоа со многу проблеми, со изведувачот. Само со слух на канцеларијата на Европската унија во Скопје дојде до реализација на тој проект, инаку беше скоро пропаднат. Со пари на Европската унија го решивме и колекторскиот систем. Дојдени сме до локацијата за прочистителната станица, а секако тука во моментот преку Министерството за екологија се изготвува и проект за прочистителна станица и се надевам дека преку истото министерство, односно преку владата, ќе видиме во иднина покрај Прилеп, затоа што Прилеп беше малку подобро рангиран на почетокот, да и во Кавадарци во наредните години се реализира прочистителна станица, што е еден капитален проект, незамислив без помош на европски финансии. Претходно беше реализирана винската куќа како синоним на винскиот туризам во градот. Реализиравме во делот на пограничната соработка еден нов градски музеј, посебен по тоа што е музеј на вкусовите, односно музеј преку кој што не само што се взближивме и изградивме побратимски односи со градот Воден, туку и реализиравме и уште еден капитален инфраструктурен проект во Кавадарци. И секако, нели, оние други поситни, еве, моментално имаме добиено проект со Италијанско-германската стопанска комора со седиште во Солун, тие неодамна беа во Кавадарци. Правиме едно софтверско решение за аукција, кое што потоа ќе биде понудено на цел бизнис сектор. Во Кавадарци имаме регионалната стопанска комора, каде што
главен, односно председател е директорот или собственикот на Кожувчанка и тоа ќе биде гратис и од локалната самоуправа и од Европската Како им оди на лозарите со соработката со ИПАРТ програмата? Користат ли доволно Па- пари или се жалат во општината дека не може да дојдат до европските? Не, мислам дека бројката на искористени средства од Европската Унија е мошне голема. На тоа секако придонесува и оној формално правен дел од локалната самоуправа кој што е делот на стратегиите на општината, бидејќи Европската Унија не би дала ниту денар, финансии или еврофинансии доколку тоа не е во склад и со стратегиите на локалната самоуправа. По тоа што секојдневно или во неделата потпишувам по неколку такви барања од граѓани кои што бараат од мене известие или обраќање до Европската Унија, односно до фондовите каде што аплицираат, дека тоа е во склад со стратегијата на локална самоуправа, заклучувам дека иако се земе со одреден процент на успех, заклучувам, а и сум испитал дека и многу трактори и многу други субвенции во делот на системи капка по капка и други земјоделски потреби се задоволени токму 50-50 од овие фондови. Шемов, ако треба да го насликате Европско Кавадарци, како би изгледала таа слика? Ке има ли место во неа за хаос во сообраќајот, паркирани возила како што се жалеа граѓаните во анкета? Па не знам за тоа, меѓутоа Кавадарчани се прилагодуваат многу лесно на сите добри страни нови што доваѓаат, така да сметам дека тоа нема да има проблем. Мислам дека нема да има проблем. Значи, што ќе биде главната композиција во таа слика? Па сега, ако се прашам ја за тоа како треба да изгледа во мојата област, тоа не би сакал да се повтори комерцијализацијата на ликовната уметност и во Кавадарци, што е присутно нели како тренд во сите европски земји, и би сакал да продолжи со еден така релаксирачки момент и овој навики што ги стекнуваат кавадарчани и ги практикуваат од мојата област. Друго, сметам дека се што е привлечно, ново, позитивно, во Кавадарци ќе успее. Настов, како им се допаѓа ли на европејците Кожувчанка или повеќе милуваат синалко, или вино, или тиквешка лоза? Сега да бидем искрен, тиквешко жолта Тиквешка жолта најмногу милуваат. Како оди извозот на Кожувчанка на европските пазари? На европските пазари, да ви кажам, малку потешко да продаете вода, затоа што Европа е богата со вода. Ние имаме искуство во продавањето на пијалците на Блискиот Исток и Северна Африка и мислам дека нашите акценти мора да бидат таму насочени. Добри се. Со Европската Унија имаме помал развој, посебно во оние не вода, него пијалците како што е Енерджиесот, затоа што е малце поспецифичен енергетски пијалци кои што ги продаваме на нашите локални европски пазари. Сега тука европски локални би биле Хрватска и Словенија. Не се лоши искуствата, добри се искуствата затоа што извозот секогаш ни е најдраг. Произведуваме договорени количини, добивате европски пари, тоа мислам дека е најпозитивниот аспект од соработката. Кога станува збор за вашата дејност, производство на вода, пијалоци и сокови, колку се работите европски во општина Кавадарци? Видите, поради тоа што Кожувчанка има лиценцен договор со Синалко Интернационал од Германија, морам да кажам дека уште на почетокот на таа соработка ние добивме една така дебела книга која што ги содржи сите технички и сите други упатства, маркетинг и така натаму. Стандарди кои мора да ги преминат. Стандарди кои што ние мораме да ги задоволуваме. Морам да кажам дека тоа е сепак најстарата европска компанија која што се бави со оваа дејност од 1903 година. Значи веќе е 111 години стара, многу постара од американските компании кои што се многу попознати на светските пазари и таа до пред Втората светска војна е најраширена компанија, така да нејзините искуства се најголеми. Тоа можам со сигурност да го кажам. Сите тие искуства преточени во сите тие упатства ни овозможија нас да направиме еден, како да кажам, скок за кој што ни требало многу повеќе време доколку го работевме чекор по чекор и да учиме од нашите грешки. Вака ни беше многу полесно. Сите тие европски регулативи ние веќе ги имаме спроведено при производството на нашите производи
Така што можам слободно да кажам дека имаме едно европско производство. Шемов, снимали изложби на секаде низ Европа и светот. Колку се работите слични, а колку различни кога станува збор за манифестација од овој карактер? Па, мора едно нешто да се спомне. Јас не сакам да видам по секоја цена позитивно и ексклузивно, позитивно расположен кон фалењето на ова средина. Меѓутоа, бидејќи јас сум студирал во Велика Британија, во Лондон, сум работел како визитин професор во Америка, има студиски патувања и друг тип на предавања и такви посети на Јапонија. Мислам дека секаде постои една работа што може да се сврсти во една област или една категорија или еден тип на квалитет и во друг. Така да Кавадарци не може да се оцени како нешто што би се разликувал комплетно од таа слика на светот, по мое. Секогаш се случувало, да речеме, во некои средини да имаме една многу висок стандард на култура и да има субкултура, кич, со други зборови. Кавадарци, која преска спомнав, не сакам да видам по секоја цена тој што ќе го фали Кавадарци, од секој било најактивен град во областа на организирањето на културни дејности во Македонија, од Домот на младите во 80-та година, како почна, беше секојаш споменувано во Министерството за култура, па до денеска како град со најголеми и најквалитетни активности во Македонија. Но зошто кичот полесно влегува во Македонија или тоа е само погрешен впечаток, отколку во Европа? Мислам дека е погрешен впечаток. Секаде кичот е исто така естетска категорија, која на одреден број на луѓе им импонира и тие единствено така можат да го примат на естетското преку таа најдолна рамка на естетското кичот. Панов, Мислам дека е тоа секаде слично. Не е само во Македонија или во Кавадарци. Може ли Кавадарци да прерасне во центар на винскиот туризам во Македонија со оглед на природните потенцијали? Па, мислам дека тоа е една тема која што ние ја разработуваме, работиме на неа, се обидуваме. Меѓутоа, и јавно признавам дека се уште сте далеку од тоа да зборуваме за туризам во Кавадарци. Моите настојувања се да ги создадеме, или барем во мојот втор мандат, да создадеме една база над која што ќе биде надградбата, тоа е туризмот. Се повеќе во светот знаеме, сведоци сме дека луѓето протежираат и консумираат алтернативен туризам. Винскиот туризам е токму една стапка или поинаков начин од оној класичен туризам. Ние ги имаме сите предуслови, го имаме тука не само најголемите винарски визби, подрумите кои што можат да понудат барем еден ден забава или нешто поразлично од другите денови на една персона која што решила да алтернативно одмара. Меѓутоа, нам не ни се искористени доволно потенцијалите на Тиквешкото езеро. Не може да стане збор се уште за вински туризам, ако тука го немаме туризмот како што е археолошкиот туризам, односно да го вклучиме тука и локалитетот Стоби, така што Тиквешкото езеро, Полошкиот манастир, пештерските цркви што ги имаме таму, нашата гостопримливост и сето тоа да биде залиено со добра капка и со добра дегустација која што ја нуди најпрвен винарска визба Тиквеш, потоа винарска визба Стоби и другите помали винарски визби кои што ги има на оваа територија. И кога вака би наброил 7 дена, тогаш навистина би имале што да понудиме. Како може Европската унија да влезе во оваа приказна, да помогне на општината за да се и на ниво на регион имавме ваква средба, на која што ни се најавуваат одредени финансии за наредните години во делот на туризмот. Лично истакнав дека треба се уште да Европската унија ни помогне во делот на инфраструктурата,
ова искуство го имам и од човек компетентен американец кој што е долго време присутен во Република Македонија, меѓутоа кој што е компетентен и работи на туристичките мапи за американските туристи. Негова сугестија беше дека ние најпрвен треба да инвестираме во инфраструктурата. Со помош на владата го направивме единствениот пат до Тиквешкото езеро, меѓутоа немаме пристап до ски центарот Кожув од оваа страна. Се трудиме со наши финансии да го подобриме патната инфраструктура тука. Немаме ниту железница каде што би можеле поевтино и организирано да се стигне по железница. И мислам дека првите финансии и помошта на Европската унија би требало да биде токму насочена кон тоа. Потоа сето друго е надградба. За кавадарчани не е само вистината во виното, туку секојдневието, работата, страста, хобито, животот. Се врти околу грозјето и она што може да се произведе од него. Но Кавадарци одамна не е само земјоделски град. Лична карта на Кавадарци прави Миле Ристевски. Многу сме Градот на виновата лоза, на виното и добрата капка. Кавадарци. Не многу голем, со околу 38.000 жители и чиниш сите се насочени кон гроздот, да одгледаат квалитетно грозје и да заработат од него. Сепак овој град се развива и станува сериозно индустријски. Вторе по економскиот развој и по Скопје има најголем процент во создавањето на бруто домашниот производ. Локалните власти насочени се кон комуналната изградба како приоритет, но потенцираат дека обрнуваат внимание на културата. Од 3D кино до обновување на театарот. Што ви недостасува, го прашав мојот колега Ангел Данов. Вели паркинг простор, спортот е речиси замрен, плоштадот да се доуреди. Потребно е едно катче за младите, за оние кои што работат или се волонтираат во невладините организации, еден младински културен центар каде што ќе се случуваат сите тие активности, младите некако се запоставени. Она што му смета на градот или она по што жалат кавадарчани е фудбалот. Кавадарци е неспоредлив со друг европски град, има свој дух и автентичност. Ме убедува секретарот на општината, кој после Њу Јорк и Виена сепак се вратил во неговиот роден град. Мотивиран за подобрување на квалитетот на живење на неговите сограѓани. Она што би можело да кажам дека ми фали можеби е ноќниот живот во Кавадарци. Значи, подобри забави. А ако земеме во предвид развојот на Кавадарци, според она што сето претходно го истакнав, би кажал дека Кавадарци више наликува на еден европски град, во кој што сите сегменти од општествениот живот се опфатени. Кавадарчани се горди на најстарата лоза од над 120 години. Жива е, ама не дава веќе род. За лозјето, гроздот и преработката, со помош на европските фондови е изграден музеот на вкусот и мирисот. Проект вреден 68.000 евра. На убаво уредената Луда Мара изграден е колекторски систем. За него од ИПА програмата одвоени се над 111.000 евра. Со 83.000 евра ќе се воведе систем за електронска аукција на земјоделски производи и ќе се изврши обука на стопанствениците за користење. Во светот постојат многу познавачи на добрата капка. Сепак, кавадарчани се најдобрите мајстори за вино и за ракија. Тие се специфични по нешто сосема друго. Ги имаат најсочните пцовки во својот речник. Дури и големиот Блаже Коневски истражувал зошто кавадарчани пцујат. Магарињата биле виновни. А магарето како животно е доста тврдоглаво, понекогаш да го пренесеш преку мост, треба или многу да пцуеш или да го утепаш од мавање. Кавадарци го одржа традиционалниот тиквешки гроздобар. Со многу забава се величеше грозјето. Обврски. Не ги видов ниту убавите кавадарчанки како со нозе го стискаат грозјето за да се направи вино. Пред да го предадам микрофонот на публиката, бидејќи следат незините минути, да расчистиме една дилема. Како може, без пцуење само вемувам, како може во градот во кој се произведува толку многу алкохол да нема ноќен живот? Добар ноќен живот. Еден од соговорниците во прилогот на Миле Ристевски се пожели дека му недостига добар ноќен живот во Кавадарци. Не е дека нема ноќен живот. Тој пред некое време се ожени, така што треба полека да го заборава ноќниот живот и да се посвети на фамилијата и на
проекциите на владата, а тоа е да прави повеќе деца, односно да ја зголемуваме популацијата, така што се си е до времето. И за пцовките ние имаме искратени верзии, некогаш и не се познаваат кога ги изговараме, тоа е само доста мала гестикулација. Настав, има ли добар ноќен живот во Кавадарци? Да, Кавадарци од секогаш имал, да не кажам, најдобар ноќен живот, иако тој беше малце подолг во порано пред, па сигурно има може би 10-15 години да не речам, практично немаше работно време. Кавадарци се знае, се оди до 11 саат од работат кафенијата, потоа се дискотеките до 3-4 наса бајле, потоа се знае, после цела таа бурна ноќ следи чорба. Серенади. Серенади, да. Или традиционалните пешии после серенадите, чорбите и на крајот, кој е за подолго, Тиквешкото езеро е од другата страна, практично нема крај забавата во Кавадарци. И се уште нема за оние кои што сакаат добро да се организираат. А Рома, кој што кажа градоначалникот, некои се временски работни, така натаму ограничени, така да имаме најмал процент на невработеност, што значи дека имаме работни обврски за да го тераме тоа до крај. Почитувани гледачи, бидете стрпливи, прашања од публика, па од нашиот Facebook профил, прашањата кои ги поставивте вие. Ве молам, представете се и адресирајте го прашањето. Најпрво добро вечер. Моето име е Љупчо Меркаш и моето прашање се однесува до господинот градоначалник Алесандар Панов. Градоначалниче, дали во Кавадарци се развива туризмот? Тука може да го споменеме винскиот, алтернативниот, па може и селскиот туризам. Добро, значи... Делумно одговоривте на прашање. Да, делумно одговорив, меѓутоа, знаете дека кога сте насочени кон нешто што би значило иднина не само на Кавадарци, туку гледаме дека Скопје пред некој време стана побитна и посакувана дестинација од Охрид, а Охрид ни беше алфа и омега за туризмот во Македонија. Ние направивме еден вид договор со Охрид да му Охрид бидеме алтернатива на одредени туристи кои што нели бараат некоја алтернатива пак за таквиот вид на туризам кој што тие го нудат и да организирано доаѓаат тука, исто така и да и ние кога имаме гости имаме од 15 европски земји имавме сега на карневалот, најчесто бугарските делегации секогаш сакаат да го посетат Охрид и ние сме во функција на зголемување на туризмот или на бројката на туристи во Охрид. Тие сигурно еден ден остануваат таму. Тука не се само бугарските, имаме и од Русија, ова година имавме и од Кипар, од Полска и од други земји кои што слушнале за Охрид и прашуваат секогаш колку километри има до Охрид за да отидат таму. Им организираме понекогаш доколку не можат да се снајдат и сега очекуваме фидбек од Охрид да тие еден ден им понудат од тие неколку дена кои што се во кои што го консумираат Охрид, да го консумираат Кавадарци. Добро, ќе ми дозволи господинот од публика да се надоврзам на неговото прашање. Ние го имаме во Скопје 2014-та како магнет за туристите, Охрид го има езерскиот туризам како најдобра понуда. Алтернативниот туризам што би можел да го понуди Кавадарци, претпоставуваме негде лоциран во виното, лозата, или пак блиску е Тиквешко езеро, го спомнавте Кожув. Имате ли стратегија на што треба да се фокусирате? Да, значи, ние се фокусираме на Тиквешкото езеро, значи, да понудиме еден ден посета на Тиквешкото езеро, на Пештерските цркви, на Аполошкиот манастир, на ендемските видови, на голиот човек кој што го има таму и кој што е единствен во Република Македонија, односно го има и во Гевгелиско, меѓутоа не е карактеристичен за овој простор. Имаме едно хранилиште на мршојаци кој што е единствено во Македонија, па можеби и на Балканот. Тука ни е винарска визба Тиквеш кој има свој историјат, каде што гостите можат прво да се запознаат со технологијата на добивање на вино, а потоа и да седнат да го вкусат тоа вино. А како да чујат европејците за се ова со кое располага Кавадарци? Каде се рекламирате? Добро, рекламата ни е можеби се уште недоволна, можеби е локална. Секоја година печатиме една брошура која што е така со добар квалитет и капацитет, Colors of Tikveš, ја има и на македонски и имаме на нашиот сајт. Тука е Тиквеш кој што е многу поактивен како винарска визба, кој што привлекува организирани тури од Србија, најчесто од Србија, па и од другите околни земји. Меѓутоа, потребен е линк и помеѓу нас и Тиквеш, за да тие луѓе не останат само еден ден тука. Мојата идеја е да
овој ден го претвориме во 2, а потоа во 3, кога ќе стигнеме до 5. Имали сместувачки капацитети, каде да ги задржите на преспивање? За сега имаме доволно сместувачки капацитети во периодот додека не е тиквишкиот гроздобер. Кога е тиквишкиот гроздобер, тогаш и Неготино е претесно за да ги собере сите гости. Така, ако сте задоволен од одговорот, одиме со следното прашање од публика. Најправен добро вечер до вечерашниве гости. Моето име е Данов Јордан од Кавадарци. Имам едно прашање до господинот Ванчо Настов. Што со вашиот бизнис, сокови и вода, ќе се смени со членство на Македонија во Европската Унија? Благодарам. Не мислам дека ние планираме да го менуваме моделот на кој што работиме, затоа што пред се тој модел е модел кој што ние, како што кажа веќе, наложен по препорака на нашиот партнер кој што е најстара европска компанија која што се бави со тој бизнис. Не мислам дека ќе го менуваме моделот. Оно што можеби ќе се смени доколку Македонија еден ден стане членка на Европската Унија, сигурно ќе биде поевтинување на дел од сите тие репроматеријали, поголемата диверзификација на нашите производи, сигурно. И едноставно се надевам дека ќе им бидат подостапни европски технологии, малку поевтини, малку подостапни, поради тоа што имаме една мала, како да кажам, една нефер ситуација, затоа што сите европски компании кои се занимаваат со овој бизнис со пијалци имаат големи бенефиции, на 6-7 години тие имаат можност да комплетната технологија заменат со нова, добиваат големи субвенции од државата за таа намена, затоа што и производителите на таа цела опрема на машинската индустрија се претежно германски компании. Ние не сме, за жал, во таа ситуација, или нашата држава не е во таа ситуација да нас не, ете така да кажем, да не одобре 50% од тие милионски суми кои чини таа технологија. Во секој случај се надевам дека ќе биде позитивно за бизнис. Сте се обидели да и понудите добар проект на Европската Унија? Видите, јас не можам да ви кажам. Какво е вашето искуство со користење на европските фондови? Не сме ги користеле европските фондови. Оно што да, имавме обиди, точно е. Да ви кажам, оно што лично го знам и како компанија што сме се обидувале да го правиме, не да најдеме пари од европските фондови директно, туку преку наши партнери од Европската Унија, со кои што сакаме да направиме нови производи во оваа област, да добиеме можеби некои средства, или доколку и не ги добиеме тие средства, ние од тука како македонска компанија и нашите партнери како европска компанија, во конкретниот случај германски компании со кои што работувавме, заедно да инвестираме во нови производи. За жал, таа работа оди тешко, поради едни стереотипи кои што не се македонски, морам да кажам. Тоа се стереотипи кои што германците, кои што европејците ги имат за нас поради лошите балкански искуства, можам да кажам. И тоа има компании кои што доаѓале да соработуваат со нас затоа што не можеле едноставно да соработуваат доволно квалитетно со компании во Грција, во Бугарија и така натаму. Иако овие две држави што ги спомнавте се членки на Европската Унија. Да, апсолутно, да. Уште малку време за социјалните мрежи, односно уште едно прашање од публиката, повелете. Добра вечер и од мене. Јас сум Даница Гечева од Кавадарци. Би сакала да поставам прашање до градоначалникот. Колку луѓе од Кавадарци заминале да работат во странство? И како и што би направиле за да ги вратиме назад? Па би искористил сега една статистика која што е на ниво на Република Македонија. Кавадарци никогаш, па и денес не важи за печалбарски град. Тоа можеби е Битола, Ресен и западна Македонија. Меѓутоа, ако се зборува за иселување на кавадарчани, тоа е периодот по самостојувањето на Република Македонија и по катастрофалните последици од приватизацијата, и кога кавадарци на некој начин го зафати тој бран на кражба на сечието и на она што беше сечие и ничие. И мислам дека кавадарци во последните неколку години се стабилизира и можеби заради тоа има и позитивен прираст. Можеби 1%, можеби 1,5%, меѓутоа има позитивен прираст. И кавадарци, кој што претходно го спомна како бројка, не е повеќе 38.000, туку кавадарци е над 41.000. Го чекаме пописот за да го потврдиме тоа. Меѓутоа, повторно, факт е дека одредени млади лица кои што
не дека немаат работа тука, туку им се тие финанси недоволни, се одлучуваат да одат на запад. Меѓутоа, тоа не е толку голем феномен. Има и британци кои што да работат во Италија и на други места. Тоа е можноста да се вкуси нешто поразлично, духот на самите луѓе кои што сакаат нешто да пробаат, да живеат одредено време на друго место, меѓутоа поголем дел од овие кои што си имаат заминато имаат купено станови тука, кога ќе заработат, купуваат станови со цел да се вратат повторно назад. Така што во Кавадарци мислам дека перцепцијата дека ни се иселува младината не е баш на место. Мене од сите овие статистики што ги спомнавте и бројките што ги читав за Кавадарци, најохрабрувачки ми делува податокот дека процентот на невработеност во Кавадарци е двојно помал од просекот на државата. Да, мислам дека... А кога станува збор за иселување, на крајот на криштата и многу млади бугари заминаа во Британија, во Франција, во Германија, членка на Европската Унија, така што... Значи, јас имам информации, например, ние сме побратимски градови, имаме побратимски градови од Бугарија, како што е Плевен, како што е Добрич. Тоа се градови над 100 до 120 000 жители, имаат сега едниот, ако е Добрич 100 000 жители, сега е од 80 000 жители, и ако Плевен бил 120, сега е под 100 000 жители. Значи, добри 20% си имат иселено некои во Софија, а некои во европските градови. Рековте град побратим, можете ли да купите некој искуство, бидејќи сепак Бугарија е членка на Европската Унија? Кое искуство од тие градови со кои соработувате? Гледам дека на вистина бугарските градови влечат големи пари од европските фондови, можеби затоа што нивниот статус е поразличен од нашиот. Кога зборуваат за реализација на некои проекти, тие зборуваат за милиони евра, а ние се уште не сме дошли ни до полумилион евра. Добро, во оваа фаза од интеграцијата, таква е формата. Да. Меѓутоа, некогаш се влечат и лошите искуства. Например, градот Добрич, износот на смет го има дадено на една австријска компанија АСА и затоа мора да плаќа и одредени пенали, затоа што компанијата не може 100% да ги собере парите од луѓето, затоа што куповната моќ не е толку голема како во Австрија и сето тоа е проследено со покачување на околу 30% на сметките за износ на смет. Така што АСА беше присутна тука во нашиот Вардарски плански регион, ни понудија слични, можеби малку и подобри услови од таму, меѓутоа ние го одбивме тоа. Кога станува збор за износ на сметот, Шемов, како сте задоволен од нивото на хигиена во градот кога ќе се вратите од некоја изложба во Јапонија или некаде од Европа во вашиот роден град? Во главниот град? Не, овде во Кавадарци. Во Кавадарци. Во главниот знаеме како е. Добро. Има земји кои за жал, наша жал, се на едно друго ниво во однос на хигиената. Во Македонија воопшто, не зборам само за Кавадарци, во Македонија тоа не е случај да може да се споредува со една Јапонија или Англија или Франција или меѓутоа работите се подобруваат, кавадарчани се домаќени луѓе, уште во свое време секој пред својот дуќан си метел, си чистел и пред Значи, кавадарчани не валкаат многу, а општинските власти чистат доволно. Може да се надпреваруваме со секој грчки град, еве Европска унија, ако се. Почитувани господи, ќе треба да им дадеме време на нашите гледачи, но претходно да видиме уште една слика за Кавадарци. Деновиве актуелен беше гроздоберот, непрегледни посеви со насади на винова лоза, големи и мали винарии. Што друго нуди Кавадарци? Ако е по нешто позната тиквешијата, тоа е лозарството. Под лозови насади се повеќе од 4000 хектари обработлива земја. Високото присуство на шеќерот во грозјето прави во овој регион да се произведуваат најквалитетните македонски вина. Дождот деновиве го забави гроздоберот кој во Тиквишкото виногорје по традиција почнува на почетокот на септември. Откупните пунктови се подготвуваат да го преземат винското грозје од новата реколта. Годинава родот е намален, грозјето е поквалитетно, а цените за откуп се лански. Па оваа година цените ќе се бидат како на минатогодишните цени. За врадецот 13 денари, а за сведеревката 11 денари.
Од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството велат дека во тиквешијата се обновуваат старите лозија. Плодната земја се искористува и за подигнување нови насади. Со последниот повик на ИПАРД, 39 земјоделци од овој крај поднесле барање за набавка на механизација и за поставување системи капка по капка. Луѓето сакат да го обноват својот машински прстен, односно трактори или приклучна машина. Додека доста голем интерес, морам да потенцирам дека имаме и за капка систем капка по капка. Не само на градинарството, туку и лозарството и овоштарството. Овој индивидуален земјоделец од село Дреново на површина од 5 хектари одгледува неколку сорти грозје. Најмногу има сметиревка. За обработка на лозовите насади користи механизација купена со пари од Европската програма за рурален развој. Па добив атомизер, фреза и петобразен плуг за обработка на лозарството. Тоа го аплицира в есента 2013 година, тој негде во време августо-септембаро и во пролет 2014 ми одобрија во мај месец. Винариите во Кавадарци стануваат побројни поопремени, а нивните сортни вина полека но сигурно го пробиваат патот кон европскиот пазар. Семејството Темови години наназад имаат собствен бизнис за извоз на трпезно грозје. През 6 години решиле да отворат винарија. Произведуваат само флаширано вино кое се продава во неколку супермаркети и ресторани во земјава. Извезуваат во Србија, Босна и Холандија. Црвеното вино оди во период зимскиот период, за разлика од белото кое што се пие повеќе во летниот период, но процентуално доаѓа некаде 60% повеќе се пие белото вино за разлика од црвеното. Градот на лозарите не е само вински центар на Македонија. Тука начело со Фенисо децении се развива металуршката индустрија. Пред 2 години во овој град дојде и германскиот Дрекслер Мајер. Оваа странска компанија за производство на кабли за автомобилската индустрија го раздвижи пазарот на трудот. Вработи околу 4600 луѓе од Кавадарци, но и од соседните Велес, Градско и Неготино. Тука стапката на невработеност е далеко под државниот просек. Подобрената економска моќ на жителите се чувствува низ целиот град. Секојдневно се вара работна сила и ги задоволуваме потребите. Тука треба да го спомнам, се знае дека основен двигател е Дрекслер Мајер, кој во година и пол има вработување од 4600 лица. Освен неколкуте гринфилд инвестиции, општината на инвеститорите им ги нуди и старите напуштени хали. Локалната самоуправа својот економски развој и отворањето нови работни места го гледа во браунфилд инвестициите, во старите индустријски капацитети, каде има доволно простор за нови фабрики. Време е за вас, почитувани гледачи, да ги видиме прашањата на нашиот Facebook профил. Дали е точно дека кога ќе влеземе во Европската Унија нема да можеме да произведуваме ракија во казани во двор? Мислам дека не е точно. Мислам дека Европската Унија само сака да ни даде до знаење дека за се што се произведува се потребно исполнување на стандарди, односно да се има лиценца за таа работа. Ако се регистрира човекот, мислам дека може слободно да го прави тоа, бидејќи сепак продукцијата на нешто што се става во уста поте, а не неконтролирано, може би да биде утре штетно по здравјето на. Во Кавадарци и во Македонија не се случило такво нешто, меѓутоа знаеме дека во Русија многу луѓе имат заминато на оној свет токму заради консумирање на отровни материи кои што ги има во нивната под наводници водка. Да се надоврзам и на ова прашање, мислам дека едно од прашањата на нашиот Facebook профил беше и тоа зошто не ја брендираме кавадарката, ракијата од овој крај или не мора кавадарката? Ние почнавме со брендирање на кардиналот како бренд на Кавадарци, меѓутоа тоа го сработивме заедно со Вардарскиот плански регион. Може би идниот чекор би било тоа, да ја брендираме ракијата, кавадаречката жолта, и мислам дека не е добра иницијативата за нешто што ќе биде следно за Кавадарци да го брендираме на трошок на локалната самоуправа. Господа, каде го гледате вашиот роден град по 10 години? Настов, ќе почнете вие. Еве, јас да се осврнам на оној дел кој што градоначалникот него кажа, посебно на индустријскиот дел, повеќе секогаш кај не се зборува за лозарство, за винарство и така натаму. Јас би сакал да го видам Кавадарци после 10 години, еве не мора да бидат 10, нека бидат и 15, како град кој што извезува повеќе фабрикати, значи не полуфабрикати, туку пофини производи кои што има
едноставно производи со поголема додадена вредност, кои што инженерите што им седат дома нема да одат за жал низ Европа и така натаму. Едноставно да имаме еден град, да кажам и нешто што секогаш го спомнуваме, енергетски поефикасен. Знам дека и тука се работи многу. Во секој случај го гледам со многу сонце, за разлика од оваа година. Како очите на уметникот го гледаат Кавадарци во 2024-та, Шемов? Јас би сакал Кавадарци да промовира својата представа за културното наследство, што го спомнав во почетокот, а тоа се тие збирки што го имаме ние од антиката, од римскиот период и во христијанскиот период. Исто така би сакал да го видам Кавадарци како место каде што современието ќе се покаже низ авторите кои потекнуваат од Кавадарци со формирање на легати. Знаеме дека Петар Мазев е кавадарчанец, еден од првите представници на современата македонска уметност. Тука е Глигор Чемерски, Ана Темкова и така натаму. Значи, легати како збирки, колекции, со што би се промовирал Кавадарци како место на ходочастие од таа сорта, нели, на сите европејци, да не кажам, и светски љубители на сите тие такви представување на културата. Панов, како татко на градот, каква е вашата визија за Кавадарци во 2024-та? Па мислам дека со крајот на мојот мандат ќе завршиме со оние екзистенционални потреби на граѓаните. Навистина беше непоимливо да луѓето трпат за улица, за вода, кој што има, за кој што пред неколку години имавме рестрикции. И мојот идеал е да мојот наследник работи на разубавување на градот. Дај Боже да почнам и јас со тој процес, бидејќи Имате време до 2017, нели? Па до 2017, меѓутоа нели се уште решаваме некои основни потреби на граѓаните. Мислам дека ќе има доволно време да фатам година-две во делот на разубавањето ни и тоа сега го работиме, меѓутоа мислам дека е многу полагодна функцијата на градоначалникот кој што ќе сади цвеќе, отколку да гради училиште и градинки кои што фалат, затоа што имаме 40 деца во една паралелка во градинка. Ви благодарам за учеството во емисијата. Почитувани гледачи, ќе биде изгазено уште многу грозје, ќе бидат извезени голем број цистерни со вино и ракија и ќе бидат понудени безброј проекти со кои Кавадарци треба да што е можно побрзо да го добие епитетот модерна европска општина. Ви благодарам и вам на вниманието и довидување идниот четврток од Скопската општина Ѓорче Петров.